Народот одлучува кој ќе биде на власт, а на овие локални избори граѓаните ќе направат разлика, како беше во времето на ВМРО ДПМН кога се отвараа нови работни места, кога растеа субвенциите, економијата, извозот, кога се инвестираше во здравството. И како е овие 4 месеци додека СДСМ се на власт и кога ништо не се работи, ниту се исполнуваат ветувањата, порача од митингот во Тетово, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Видовте што значи секоја недела да пристигне нов апарат за болниците. Постојано да има стотици лекари на обуки во најврвните болници и клиники во светот. Видовте што значи реконструкција и градба на нови болници. Набавка на најнова опрема во нив. Драги пријатели, да ве прашам, дали во Тетовската болница во последните 4 месеци е донесен барем еден нов апарат? Да ве чујам? Нема. И нема да има уште долго. Ке чекаме повторно, како во времето на СДСМ во минатото, на донации. Да се смилува некоја влада да ни додира ЕКГ или да ни додира апарати за мерење притисок, а вестите на телевизиите да известуваат начело со некој министер кој што ќе кажува колку е гор што јапонската влада или не знам која влада дава еден апарат за некој населено место. Драги пријатели, вие видовте што значи влада што се грижи за својот народ. Што значи набавка за над 100 милиони евра, опрема и апарати за здравството. За секој човек. Кандидатот за градоначалник Горан Манојловски во своето обраќање порача дека Тетово ќе го направи град со еднакви можности за сите и наброи дел од проектите во изборната програма. Тетово како општина најболно ги чувствува сите промени. И уште полошо, општинските челници кои воопшто немаат слух овие изминати 4,5 години за реалните проблеми на граѓаните. Не може некој кој буквално спиел 4,5 години последниот месец да се разбуди и да се обидува да не замае дека нешто работи. Дозволете ми, како кандидат за градоначалник на Тетово, да ви презентирам дел од мојата програма за предстојните локални избори. Проект за изградба на постројка за секундарна селекција на отпад во Тетово. Со реализацијата на овој проект, конечно би се решил повеќегодишниот проблем со загадувањето на средината и воздухот во Тетово, како и решавање на проблемот со транспортот на отпадот на град Тетово. Со третманот на органскиот отпад може да се добие високо квалитетен тресет, а од останатиот отпад ќе се добие суровина за ново производство. Исто така, имаме проект за изградба на детски градинки во Тетово. Планирана изградба на повеќе катни гаражи преку јавно-приватно партнерство од најсовремен тип, со кој ќе обезбедиме поголем број на паркинг места во најкритичните точки во Тетово. На митингот во Тетово говореше и носителот на советничката листа Александар Велјановски, како и представници на партиите кои се дел од коалицијата за подобра Македонија.